тие да имат права и слобода такви како што се македонци. Помош очекуваме и од Република Македонија и Европска Унија. Фестивалот го одржуваме на плоштадот Гоце Делчев, во центарот на Пустец, точно тука. Со учество на фолклорни групи од Мала Преспа, Гора, Голо Брдо и од Врбник. Драга ни е посетата на председателот на владата на Македонија, господинот Никола Груевски, кој има голема заслуга не само за нас македонците во Албанија, кој за многу проблеми и макини ма излезено во пресред, туку општо за македонската кауза. И сметаме дека значењето на македонските албански билатерални односи на сите нивои ќе подобрат соработката и стабилноста меѓу двете земји и во регионот. Фестивалот е значајна културна манифестација со цел афирмација на културниот идентитет на македонците во Албанија. Сакаме такви фестивали да се одржуваат во сите региони на Албанија каде што живеат македонци. Ви посакувам добар престој во Мала Преспа и во општина Пустец. Уживајте во песните и ората на македонците од цела Албанија. Да живее Македонија и Албанија. Да живее македонскиот албанско пријателство. Нека Господ Бог ги благослови Македонија и македонците каде и да се. Ви благодарам. Сега го замолуваме премиерот на Република Македонија, господинот Никола Груевски, да дојде на сцената и да прими благодарницата за многобројни добри дела што стори за нас, како лекување на лица во тешки болест, за примање на десетици и стотици наши млади да студират во Република Македонија. Почитувана госпоѓа Затуровска, пратеник во парламентот на Република Македонија. Почитуван градоначалник на општина Пустец, господин Едмон Темелко. Почитуван господин Трпевски, иден амбасадор на Република Македонија во Република Албанија. Почитувани македонци од општина Пустец, од Голобрдо, од Гора, од Корча, од Врбник и Билишта, Подградец и Тирана. Почитувани македонци од Албанија, почитувани присутни, мили сонародници, драги браќа и сестри, со особена радост и голема чест, денес сум овде меѓу вас и имам можност да се видиме, да ве поздравам, да ве слушнам како живеете и со какви проблеми се соочувате и да ги разгледаме и можностите како ние дополнително во иднина би можеле и да помагаме. Ние и досега колку што можевме помагаме, но да видиме дали нешто може понатаму уште повеќе да се помага. Денес сум овде и да ви се заблагодарам и да ви честитам на вашата истреност во негувањето и афирмацијата на македонската посебност и македонскиот национален дух, кој остана во сечие срце и во сечие мисли, како причина цврсто да го држи македонскиот народ исправен и горд помеѓу сите други народи, да се знае, да се разпознава. Република Македонија ве смета вас како свој чеда и има обврска во границите на своите можности да ви помага секогаш кога тоа е потребно и кога тоа е можно, за да ви го направи вашиот и животот на вашите семејства поубав и полесен, за да помогне при овозможувањето на услови за развој на културниот идентитет, за да даде придонес во можностите за надградба на образованието на младите генерации. Како влада и јас лично како премиер сме силно посветени да ви излеземе во пресред секогаш кога тоа е потребно и кога е можно. Тоа е наша цврста и трајна определба, од која нема да отстапиме. Тоа е и наша цивилизацијска обврска. Имајте во предвид дека секогаш кога ќе процените дека на било кој начин можеме да помогнеме,
во владата на Република Македонија и во мене лично како премиер, ќе имате соговорник кој ќе ви ислуша и пријател, подготвен да одговори на вашите барања секогаш кога тоа е можно. Тоа го кажувам искрено и честно, бидејќи ова е обврска на секој политичар и обврска на секој политичар е да помогне на народот. Почитувани присутни, Република Македонија и Република Албанија негуваат и градат пријателски односи на соработка, базирана на обострано почитување. И во тој дух, низ едно партнерство и уважување на граѓаните, се трудиме да постигнеме повисок степен во задоволувањето на нашите, односно на вашите потреби. Вие сте еден значаен мост на пријателство помеѓу двете земји и вредност која дава придонес во развивањето на добрососедските односи, како и во градењето на демократијата во државата во која живеете. Почитувани пријатели, живееме во времења полни со предизвици и потешкоти. Светската економска криза уште повеќе ги засили тие премрежија на сите граѓани во светот. Животот не е лесен, но ние мора да останеме сконцентрирани на подобрите времења кои веќе се надзираат и да ги издржиме и овие искушенија. Да работиме и да веруваме во идејата дека ќе дојде време кога ќе може да се изградат подобри патишта, да се воспостават нови енергетски капацитети, да се вработат невработените, да се модернизира образованието. И тоа време ќе дојде. Ние мора да бидеме оптимисти дека со зрелоста која ќе ја прикажеме и со трудот кој ќе го вложиме ќе дадеме значаен придонес во креирањето на подобра иднина за нас и за нашите деца. Би сакал да ви порачам дека само со сложност, со слога, со единство, со помагање на ближниот свој, со сплотеност, со почитувањето на системот на вредности во кои веруваме, ќе успеете да ги пребродите сите предизвици со кои ќе се соочите и ќе успееме тоа да го правиме заедно. Да нема кавги, да нема раздвојување и подоби. Наместо тоа да има позитивна енергија која ќе зрачи и придонесува во креирањето на подобар живот. Би сакал да се заблагодарам на вашите локални лидери, кои неуморно и посветено, речиси денонокно, се трудат да воспостават контакти преку кои ќе може да ги представат секојдневните ваши потреби и да изнајдат начини за да може заеднички да ги решиме проблемите со кои се соочувате. Таков пример кој што треба да се истакне е градоначалникот Едмон Демелко, со кого остварувам редовна комуникација и кој што секој контакт кој што ќе го оствариме го користи максимално да помогне на најмалку барем еден човек од ова место и еден македонец од Република Албанија. Тој е еден голем ваш представник, би рекол амбасадор, кој што се бори за остварување на многу права или решавање на многу проблеми со кои што се соочувате. Јас сум жив сведок за тоа, затоа што сме оствариле десетици и десетици и лични и телефонски контакти во кои што не барал за себе, туку барал нешто да се направи, да се помогне за луѓето кои што живеат тука. Дали тоа е упис на факултетите во Македонија, дали тоа е обезбедување места во студентските домови на студентите што студираат во Македонија, дали тоа е помош при лекување на некои граѓани што живеат тука или нешто слично. Секогаш сме се трудиле да помогнеме и да излеземе во пресет на тие барања. И секогаш кога сме можеле сме излегле во пресет и така ќе продолжиме барем додека Никола Груевски е премиер на владата на Република Македонија. На крајот, уште еднаш би сакал да истакнам дека Република Македонија никогаш нема да ве заборави и дека секогаш ќе ви помага кога ќе биде можно. Владата на Република Македонија
интензивно работи на мерки преку кои ќе може конкретно да се задоволат и некои од вашите потреби во областите и сферите во кои тоа е потребно. Отворени сме за различни сугестии и дополнување на тие мерки и ве повикувам активно преку вашите лидери да се вклучите во изградбата на тој план и систем преку кој ќе може да се помага. Ви посакувам добро здравје на вас и на вашите семејства. И уште еднаш ви благодарам што ми овозможивте денес да бидам ваш гостин. Одовде ќе заминам со пријатни спомени, со врската и дадениот збор да помагам секогаш кога е можно во решавање на потешкотиите и со полно срце емоции, со помислата на секој од вас, драги македонци. Драги македонци, кои живеете тука во Албанија, како што каже и градоначалникот, вие сте државјани на Република Албанија и лојални граѓани на оваа држава и така треба да останете. Меѓутоа, во секој момент и секогаш можете да сметате и на нас во Република Македонија како на своји браќа, како на луѓе кои што сме од иста националност, го говориме истиот македонски јазик, имаме исто потекло, делиме исти вредности. Секогаш кога ќе можеме да помагаме, сметајте на нас. Ве чувствуваме за своји. И ваквото големо присуство и ваквиот број македонци во повеќе населени места во и општини во Албанија, исто како и албанците во Македонија, во иднина треба да бидат мост за уште посилна соработка од онаа што имаме со Албанија. Ние досега со Албанија имаме одлична соработка. Уште еднаш ви благодарам. Денеска е голем ден. Повеќето од вас, како што дознал се и покрај тоа што се државјани на Република Албанија, имаат и македонски државјанства. Денеска е ден кога македонците на сегаден и светот ја слават независноста, 19 години од независност и слобода на Република Македонија. Нека ни е честит тој ден. Да живее Република Македонија, да живее Република Албанија, да живеат македонците на сегаден и светот и македонците во Албанија. Да се живи и здрави. Ви благодарам.